Почитувани, СДС денес уште еднаш покажа дека за нив нема ништо свет. Ни болка, ни сочувство, ни национална трагедија. Додека целата држава жали, тие се служат со подмолни политички калкулации. Наместо да покажат државнички дух, СДС одбра да поставуваат прашања за кои и самите добро знаат дека се дел од активна истрага, предводена од институции што работат со целиот капацитет и со огромна свесност за големиот интерес на јавноста и општеството за брзи, но праведни резултати. Сепак, ценејќи ја јавност и настојувајќи по секоја цена да го отргнеме и најмалиот сомнеш, јасно истакнуваме дека владата и органите за истрага од првиот момент реагираа. Има веќе голем број на приведени лица, а истрагата продолжува со несмален интензитет. И тоа, за разлика од минатото, со обиди за откривање на целосната вистина, а не со алиби објаснувања за кабли и шасии како главни виновници за трагедиите што во минатото ни се случуваа. СДС прашува зошто не се притворени началници, командири, инспектори. Ова не е судење со толпа. Правдата не е циркус, туку процес. Притвор се одредува со докази и правни основи, а не со притисоци од партиски штабови. Главната дилема е зошто истото судство, истото обвинителство, создадено во времето на СДС и ДУИ, денес работи се по голема посветеност. Одговорот е јасен. Затоа што владата денес не се обидува да сокрие, туку да расчисти. Не се издаваат наредби по телефон, не се читаат имиња од тефтерчиња и не се прикриваат трагедии со смешни извештаи. Да подсетиме, за време на трагедиите со Беса Транс, Ласкарци, модуларната болница, немаше ниту еден притворен функционер, ниту едно поднесено обвинение. Виновни беа каблите, возачите, времето и никогаш системот. Затоа што системот беше под заштита на Заев и Ахмети. И денес, голем дел од човечката инфраструктура во судството и обвинителството е се уште составен дел од таа мрежа. Станува збор за кадри кои беа поставувани по познати тефтерчиња, кои имаа партиска лојалност, а не професионален интегритет. Но, за разлика од порано, денешната власт не им наредува како да постапуваат, туку бара правда, без разлика кого ќе допре. СДС говори за селективна правда, но токму тие се символот на таа селективност. Не можат да го извадат народот на улица со лаги, затоа што народот добро памети. И токму затоа, сега сакаат да го претворат гневот во политичка стратегија, да го насочат револтот кон владата, надевајки се дека повторно ќе се вратат на власт преку улица, а не преку избори. Апелираме до јавност. Ова не е битка помеѓу партии. Ова е битка за правда. И институциите ќе ја истераат до крај. Ќе има одговорност. И индивидуална, и институционална. Но нема да има дозвола за манипулација, за злоупотреба на жртвите и за ново сценарио за дестабилизација во момент кога државата се обидува да застане на нозе. На самиот крај, ВМРО-ДПМН повикува јавното обвинителство со сериозност да ги земе предвид сите укажувања на јавноста и медиумите. И секаде, каде што постојат реални аргументи и докази за инкриминираност и евентуална одговорност, без разлика на личноста, функцијата или партиската припадност, да постапи соодветно, брзо и во согласно со законот. Се надеваме дека СДС и ДУИ имаат доверба во обвинителството кое самите го избраа и ги повикуваме, како што ја имаа таа доверба при неговиот избор, така и сега да се обратат таму, а не преку пресконференции и политички маневри. Ние ги охрабруваме сите институции да постапуваат строго според законите и моралните начела, без милост кон никого што има директна или индиректна одговорност. Истовремено, очекуваме дека никој нема да создава интриги и манипулации со истрагата со цел владата да биде нападната, бидејќи сме уверени дека ова мора да биде заедничка битка против нечестните, без оглед на партиската припадност, функцијата или етничката основа. Вистинските критики ги почитуваме и апелираме до институциите да ги земат сериозно
да ги анализираат и доколку постои основ да постапат веднаш и доследно. Ова мора да биде пресвртница од која нема враќање. Момент кога општеството ќе се издигне и ќе постави нови темели врз вистински вредности. Во спротивно, државата ќе пропадне. Но веруваме дека со одлучност, посветеност и честен пристап Македонија ќе победи.